Венко Филипче и СДСМ покажуваат една политичка незрелост со која сами целосно се изолираат и маргинализираат на политичката сцена во Македонија. Партијата си ја влошува и така катастрофалната состојба во која се наоѓа поминатите парламентарни, а посебно последните локални избори. За политиките на Филипче и партиското раководство веќе подолг период низа силни критики доаѓаат од сите страни, а и од поранешни видни партиски членови и функционери. Екс-градоначалникот на Центарот СДСМ Саша Богдановиќ вели дека Филипче не смел да одбие ваков предлог за средба без разлика на политиките кои се застапуваат. Според него треба да се учествува и разговара, а доказ за тоа е што и сите други прифатиле да седнат на маса. Тогаш треба и вие да го прифатите тој дел, односно да го прифатите делот што го имате во политичката сцена, за да учествувате. Со тоа само се покажува едно, ајде да кажам, политичка незрелост од страна на СДСМ, бидејќи на таквите лидерски средби се отвараат, се дискутираат многу прашања во кои што и СДСМ ќе даде своји предлози. Со ова едноставно само вие се отргнувате од политичката сцена и некако се маргинализирате. Се поставува прашањето дали Филипче направи погрешна проценка надевајќи се дека и другите политички лидери од опозицијата ќе одбијат поканата за средба, но остана сам во таквата одлука. Од Дуј порачаа дека тие одат на лидерска бидејќи Ахмети бил сериозен човек и политичар, а тие покажувале дека се држа во творна партија. Богдановиќ вели дека социјалдемократите со ова испраќаат многу лоша порака и до самите нивни членови и симпатизери. Ахмети кој што, ајде да кажам, доживеа дебакал, кој што јавно се спротиставува и доаѓа некојаш во директен сукоп со премиерот, гледате дека прифаќа, значи тука покажа нека политичка зрелост. Овде мислам дека една политичка незрелост и, ајде да кажам, неозбилност на некој начин со тоа што праќате до самите гласачи, симпатизери, членови и обичен народ кој што треба да го убедите утре да ви ја дадат поддршката, дека едноставно не сакате за некои клучни прашања да седнете и да разговарате на маса. СДСМ предходно кажаа дека нема додатна лидерска средба и не прифаќаат укинување на техничката влада, иако токму нивниот поранешен лидер Димитар Ковачевски беше првиот кој кажа дека таа повеќе не е потребна, била за некои други времења. Филипче како една од причините зошто морало да има ваква влада пред избори, го наведе Сейф Сити. Според него бил механизам на власта за масовно следење на граѓаните. По опозицијата морала да има технички министр за внатрешни работи со цел да го контролира овој систем.